Сега, од кога поминаа неколку часови, кога малку од малку онаа еуфорија спласна во мене, сакам чисто да ви се обртам и да ви се заблагодарам за сета онаа подршка што навистина дури не очекувавме дека ќе биде во толку голем број. Сите вас што ве познавам и што не ве познавам, но што ни ја дадовте вашата подршка, сакам од срце да ви се заблагодарам на сите од моје и од име на Габриела, која што моментално не е овде на работа. Сакам на сите оние кои што беа со нас и ни ја дава цела онаа подршка. Сите оние моменти кога ни беше тешко, знаеа да ги споделат со нас, да бидат со нас, да ни дадат подршка и да не охрабрат да продолжиме понатаму. Ова може би за некој едно парче метал. Само метал. Но ова за мене е многу повеќе. Ова за мене е целиот мој живот. Ова е за мене она што го работам повеќе од 25 години. Верувајте, мислам дека немаше човек на ова надпреварување и воопшто што повеќе го посакувал овој медал да го има на себе. Живеев за тоа, копнеев за тоа, го сакав тоа, го посакував тоа, работев на тоа. Многу пати бевте вие сведоци кога се откажував од надпреварување од се дека тоа ми се последно надпреварување, губев надеж дека некогаш може да го освојам тој медал од Мистер Олимпија. Одејќи на тие големи надпреварувања и гледајќи колку е конкуренцијата голема и тешка, потајно го посакував, работев, макотрпно работев со денови и ноќи, секој утро станував во 5 часот, заедно со Зоран, мојот партнер, кој што јавно му се заблагодарува, што беше цело време со мене. Одевме, правевме кардио, потоа 24 часа во текот на денот пази на тие строги диети, попладне пак оди вежбај. Се со она од внатре што те тера, што ти дава некоја сила и некоја надеж дека може би Господ ќе не награди да го освоиме тој медал. Ете, Бог навистина ме награди за се она што го работи сите овие години. Многу се подсмева и на нашите успеси, многу ги деградира нашите успеси. Биле во таа федерација, биле во онаа федерација, биле освоени таму, биле освоени. Ја ги имам освоено медалите во сите федерации. Јас сум горд на секој мој успех, без разлика каде и да освоиш медал. Спремањето е исто, тежината е иста. Поминувањето на тој трнев пат е ист. Само со тоа луѓето ги делат со тие федерации и со сето тоа. Не треба никој да го деле никој. Секој треба да си го оде својот пат и макотрпно да работи на него и една ден, како што ја како мал лепев сликички од познати билдери од Мистер Олимпија. Сега со поголем дел од тие сум добар пријател. Сега овој медал го имам и јас на моите гради. Овде пишува Олимпија, Џој Вејдер. Олимпија која што е институција повеќе од 70 години. Олимпија која што Арнолд Шварценегер освоил медал. Верувајте, нема посреќен човек во моментот од мене. Немам зборови кои што би можел да го опишам тоа. Милиони да ми дадат, милиарди да ми дадат, не би ги заменил со ова нешто. Ова е нешто свето за мене. Ова е нешто што живеев за ова. Статусот кој што го објавив на Facebook го напишав во 5 часот наутро, бидејќи не можев да спиам денот пред надпреварот од возбуда. Го напишав статусот со цел да можам да ви го прочитам, да ви се обртам како сега што ви се обрчам, но верувајте, од премногу емоции и возбуда и не можев едноставно да го прочитам тоа и затоа го напишав и сега сакам да ви се обртам јавно да ви се заблагодарам на сите. Апел сакам на сите млади да им дадам, без разлика дали се работи за бодибилдинг, фудбал, кошарка, за работа, за било што. Работете макотрпно, работете напорно и верувајте дека со ништата еден ден ќе постанат јавност. Но работете на тие соништа, немој само да сонувате. Работете макотрпно, немој да се откажувате. Јас многу пати сакав да се откажам, но нешто од мене беше посилно и не ми даваше да се откажам. Не се откажав додека не го земав овој медал.
На последната утакмица сечевам Вардар од Неготино, кога играше бараж, дечките изгубија и навистина тие беа млади прекрасни дечки, срцето го оставија на терен, но нема онаа спортска среќа и навистина беа тажни и депримирани. Влегов во гардероба и им кажав дека јас сум бил стигнат до врвот, се борев 2 пати за светски шампион и од рака ја испуштав таа титула. Но никогаш не паднав, никогаш не се откажав и им ветив на тие деца дека ќе го освојам медалата од Мистер Олимпија, дека нема да се откажам. И тие да не се откажуваат од своите соништа, и тие на ден ќе играт во прва лига, во Лига шампиони, на светски, и ние ќе бидеме горди на нив. Јас навистина премногу си ја сакам својата држава. Единствен начин да ја искажам таа љубов не е со пишување статуси, со патриотски пораки или било што. Јас тоа можам да го направам на светски познати бини вака, достојно да презентирам нашата држава, достојно да го презентирам нашето знаме кој што си го сакам, кој што е свето нешто за мене, достојно да ја презентирам нашата химна. Јас напишав, за мене постојат само 2 свети нешта во светот. Тоа е моето семејство, кој што си го сакам повеќе од се, и тоа е мојата држава, кој што си ја сакам повеќе од се. Можев безброј пати да отидам да живеам каде сакам низ светот. Имав безброј понуди и се уште имам. Но цврсто стојам на оваа земја и јас сум горд што сум овде. Горд сум што живеам во Македонија, горд сум што ја представувам Македонија, горд сум што во мојот клуб може да поминат илјадници и илјадници луѓе да спортуваат, да бидат со мене, да водат здрав живот. Навистина уште еднаш сакам да ви се заблагодарам со цело срце и душа на сите. И сите кои што ме сакате и мразите, и сите кои што го почитувате овото што го работиме, сите медиуми оние кои што објавија, кои што се со нас, сите оние медиуми кои што не поканија да бидеме нивни гости, кои што сака да го споделат ова, бидејќи без вас медиумите ние не би биле тоа, не би можеле да го презентираме достојно се оно што го работиме. Нема да набројувам поединечно никој, сакам сите оние што се наши партнери кои со години и години се со нас, јавно да им се заблагодарам и навистина без таа поддршка не би успеале да бидеме ова што сме денес. Морам само да си го спомнам мојот Ивица и низината и неговата понежна половина или појака, Кате, навистина луѓе кои што се со нас повеќе од 7-8 години. Не ги гледаме како партнери, ги гледаме како наши најдобри пријатели, бидејќи се луѓе со едно големо срце и душа, и затоа Господ и на нив им даде многу успех и напредуваат во животот како што напредуваат. И од срце им посакувам да изградиме заедно уште поголеми успеси и да бидеме уште долги години заедно. Уште еднаш, водете сметка за своето тело, затоа што тоа е единствено место кое што мора да живеете. А сите млади, работете на своите соништа, сонувајте, еден ден ќе се остварат тие. И јас нека ви бидам доказ дека во животот се е можно. Дека едно момче од Тимјаник, од едно мало село покрај Неготино, но најубаво село што постои со најубави и топли луѓе кои што постојат, кои што ме поштуваат, сакат, кои што си ги сакам. Место каде што првите чекори сум ги направил, каде првиот фудбал сум го заиграл. Место каде што го имам искреното другарство со сите тие што ми беа 12 другари од детство, сите ми се уште мили и драги и се уште сме големи другари, че останеме додека смртта ни не раздели на сите. Момче од едно мало село успеало да се качи на бината на Мистер Олимпија и да го донесе овој медал овде во Македонија. Навистина, ве сакам сите и ве почитувам сите. И фала ви за се што направивте за нас од срце.